За вкусови од Азија, Хјустон, Тексас нуди повеќе опции. Храната што се наоѓа овде ги одразува азиските култури во окрузите на поширокиот Хјустон. Една од нив е и приградската област Форт Бенд, каде што азиците сочинуваат повеќе од 21% од населението. Тоа исто така е место каде што живее имигранката од Кина J.J. Clemens. Мислам дека кој било од вклучените навистина не може да се дозволат да ја игнорираат азиската заедница. Азиските американци се меѓу најбрзо растечките етнички групи во САД според податоците од пописот. Одзивот на гласачите од ова заедница исто така забележа рекордно зголемување на изминатите два председателски изборни циклуса. Демократската кандидатка за председател Камала Харис забележа и неодамне објави две реклами насочени кон азиците. Повеќе азиски американци се нарекуваат себе си демократи отколку републиканци. Една причина, повеќе од половина од азиските американски гласачи се имигранти. Мислам дека политиката на Трамп многу им наштети на малцинствата. Голем дел од неговите политики не само што беа насочени кон илегалните имигранти од Мексико или Јужна Америка, туку и ја ограничија легалната имиграција. Сепак истражувањето од 2024 година на азиските американски гласачи покажа дека 22% се идентификуваат како републиканци. Помалку владино регулирање е она што го сакаат азијците. Знаете, повеќе слобода, помалку данок. Истражувањето исто така покажа дека 31% од азиските американски гласачи се идентификуваат како независни, но 42% од анкетираните азиски американски гласачи велат дека не биле контактирани од политички кандидати или политичка партија. Даниел Вонг, кој бил избран да работи во локална канцеларија, вели дека азиските американски гласачи се делумно одговорни. Ние не сме организирани, не го разбираме американскиот политички систем. Затоа не знаеме како да се собереме со ентузијазам за која било заедничка цел. Проектираните 15 милиони азиски американци со право на глас имаат потекло од различни земји. Обединувањето на азиските гласачи било тешко. Да ги натераат азиците да донираат за кампањи исто така било предизвик. Нешто што Вонг го видел кога се кандидирал за место во градскиот совет. Азијците не се навикнати да донираат за политички цели. Тие не разбираат како тоа функционира. И Клеменс се кандидирала за локална функција. Азиското општество мислам дека не е како христијанска заедница. Христијаните имаат навика да даваат, значи мора да ги едуцирате азиците и треба да им пристапите. За време на последните председателски избори гласале близу 60% од азиските американци. Политичките активисти велат дека формирањето односи со новите азиско-американски граѓани и нивното едуцирање за политичкиот процес ќе го мобилизира да се вклучат.